Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за проширување на средствата на буџетот на Општина Битола за 2023 година. Точка број 2. Правилник за искористување на средствата од Програма за социјална заштита на Општина Битола во делот на инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата. Број 3. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола за потребите на основните училишта. Точка број 4. Годишен план за вработување на јавното предпријатие Комуналец Битола за 2023 година. Точка број 5. Годишен план за вработување на јавното предпријатие Пазари Битола за 2023 година. Број 6. Годишен план за вработување на ЈПП ЈЛП Битола за 2023 година. Број 7. Годишен план за вработување на меѓуопштинско јавно предпријатие Пелалинк Битола за 2023 година. Точка број 8. Измена на годишен план за вработување на Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2023 година. Број 9. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни и монтажни работи изготвени по програмата на Општина Битола за 2022 и 2023 година на Водовод Битола. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на извештајот на комисиите за попис на основните средства на Мајски цвет Битола за 2021 и 2022 година, констатиран и предложен за расход. Точка број 11. Одлука за давање согласност на одлуката за донесување на правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места на Естреја Овадија Мара Битола. И точка број 12. Иницијатива за решавање на проблемот со бездомните куќиња скитници во Општина Битола. Точка број 13 ќе биде разно. Кој е за предложениот ваков дневен ред, ве молам да крени рака. Едногласно. Преминуваме на точка број 1 и број 2 заедно ќе одат или? Број 1 и измена на програмата за образование, измена и дополнување на програмата за образование. Кај имаме таква точка? Дополнителна таа точка треба да оде. Проширување на програмата за образование. Јавни дејности и образование. Аха, таа е што ја најавив, Да. јас мислев дека е втората. Дали можи само да ни ја даиш, Стефи, насловот да ни го даиш на точката, да го глаиме како последна за гласањето? Измена и дополнување на програмата за јавни дејности во заграда образование за 2023 година. Добро, значи глајте на дневниот ред последна, за да ја гласаме. Повелете. Почитувана председателке, почитувани присутни, на денешната комисија предлагаме да се донесе одлука за проширување на средствата на буџетот на Општина Битола за 2023 година во делот на наменските и блок дотации за пренесениот вишок на приходи од претходната година, кој во вкупен износ изнесува 104.138.852 денари. Истите се распределуваат по програми кај следниве корисници. Корисниците од програмата К3 музејска и кинотечна дејност или зоолошката градина има средства за распределување во износ од 598.797 денари. Истите ги распределува по ставките горива и масла, униформи, обувки, поправка и сервисирање на лесни возила, одржување на зградата и други оперативни расходи. Во делот на корисниците на програмата за основно образование има за распределување средства како пренесен вишок на приходи од претходната година во износ од 6.302.048 денари. Истите се распределуваат на електрична енергија, дрва, течни горива, одржување на зградите, превозни услуги во образованието, семинари, конференции, други оперативни расходи и други трансфери. Во делот на програмата на средно образование има за распределување средства во висина од 48.869.552 денари. Истите се распределуваат по следниве ставки: електрична енергија, течни горива, превозни услуги во образованието, семинари и конференции, други оперативни расходи, други трансфери, купување на информатичка и видео опрема, купување на друга опрема, реконструкција на други објекти, како и купување на
на друг мебел. Во делот на програмата на детските градинки исто така распределуваме средства во износ од 46.265.764 години. Средствата се однесуваат за двете градинки и се распределуваат на следниве ставки: електрична енергија, одржување на зградите, купување на кујнска опрема, купување на друга опрема, подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти и реконструкција на други објекти. И последна е програмата на домот на стари лица, има за распределување средства како резултат на пренесениот вишок на приходи од претходната година во износ од 2.102.691 денар. Истите се распределуваат на следниве ставки: одржување на зградите и купување на друга опрема. Тоа е во делот на оваа програма. Имено најнапред кој ви пуштивме, која испративме оваа одлука, согласно потребите, извршена е измена само во делот на две ставки кај основното и средно образование. Потребно е дел од вработените да се испратат на учество на семинари за обука во делот на програмата Еразмус. Значи гледат, имате ставка семинари и конференции во делот на основното и средното образование и таму е зголемена сега ставката за 300.000 денари, а се намалуваат ставките за други трансфери. Тоа е во делот на измената. Повелете доколку имате прашања. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви благодарам. Преминуваме на повелете. Благица, извинете, последната ова во 20 домови стари лица, таму тие двете одржување на згради и купување на друга опрема, да. Кратко само, што значи тоа? Ако имаме подетално, ако не, тоа е тоа. Подетално, значи, тука се и корисниците, средствата си ги планираат за одржување на зградите. Значи, во одржување на зградите спаѓаат разни поправки на зградата, бојадисување и разни други поправки и купување на друга опрема. Потребна му е купување на опрема или во кујната или пак за потребите во домот за стари лица. Еве конкретно тука е директорката, потребна му е во пералната опрема да купат, за пералната за домот за стари лица. Да поздравам директорката, значи моите информации се дека низ годините уназад ова домот за стари лица се наоѓа во многу добра кондиција во последните 10 години финансиски. Искрено, јас прв пат гледам дека ние како општина даваме некои пари напрема домот за стари лица, сме давале нормално за поголеми инвестиции, ама за ситни работи, купување например слично милион денари, ако знаеме ние дека калкулациите на домот за стари лица секогаш бил со многу добра кондиција и страшна позитива, мислам дека треба да прашаме за што точно се овие пари. Бидејќи ако некој има навистина пари, мислам дека не треба да помагаме, одизнајме дека во нашиот град имаме фирми, училишта, јавни институции кои се на раб на екзистенција и слично, мислам дека нив треба да помагаме, а некој кој има пари. Така да Јас се извинувам, морам да појаснам, значи средствата се нивни од пренесениот вишок на приходи од минатата година, значи средствата кои им останаа од сметката за наменска и блок дотација. Овде пари не дава општината, значи овие му се нивни средства кои што не ги искористиле во претходната година и сега повторно мора ова година да ги спланира за да ги потрошат за соодветни намени. како стигна овие средства на наша сметка на општината? Значи овие се на сметката на наменски блок дотација. Аха, добро, не те разбрав начи на почетокот. Добро, во ред. Во ред сме сега? Фала многу. Преминуваме на точка број 2. Правилник за искористување на средствата од програма за социјална заштита на општина Битола во делот на инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата. Вики Павели. Претходно само сакав, бидејќи да се надоврзам на Благица, програмата што е за проширување за образование. Тоа е истото што го кажа Благица, само е ставено нели во конкретна програма, што ја ставивте последна точка. Така? Добро, правилникот за искористување Двете точки се врзани. Благица што ја објаснуваше, со таа што ја тоа кладовме истото- дополнително. Дополнително тоа што го кажа Благица, истото само Фактички тоа е сакам. местото кај што се Да. средства. За средствата наменските, значи дотации, вишокот исто Да. од претходната година во основно и во средно образование.
Истото што го кажа Благица. Правилникот го носиме веќе, значи правилникот за искористување на средства за пристапност во домот се носи секоја година. Веќе трета година го носиме. Се работи нели за пристапност во домот на физички лица кои што имаат потреба, нели се мисли во изградба на нови пристапни рампи или набавка на пристапна рампа, се мисли како опрема, платформи, лифтови или пак набавка на опрема која што е наменета за користење од страна на овие лица за да се олесни нивната мобилност во нивните домови. Максимум средствата кои што ги дава општината се во нето износ од 61.500 денари. Правилникот е скоро истиот од минатата година со единствена промена. Нели секоја година работејќи согледуваме кои ни се недостатоци, така е ова година покрај тоа што лицата ќе може да достават профактура, може да достават и фактура не постара од 3 месеци од денот на доставување на барањето. Можам да кажам дека секоја година, минатата година, имаше доста искористеност на овие средства, бидејќи има доста лица на кои што им помагаме на овој начин за подобра мобилност во нивниот дом. Благодарам. Прашања? Павел Бити. За од предходните години, дали во целост се искористиле или остануваат средства? Минатата година искористивме 70% средствата. Да. А зошто? Заради неаплицирање? Неаплицирање, да. Значи, ние правиме постојано објава на веб страната, контактираме со сите здруженија, им доставуваме повикот, кога имаме средби преку Советот за социјална заштита во директен контакт со родителите. Меѓутоа, и не секогаш го искористуваат онај минимум, максимумот од 61.500 денари, на некои им требат, например, 20.000, 30, некоја опрема се купи и слично. И затоа минатата година 70% се искористи. Фала. Прашања други? Немате. Фала, Вики. Точка број 3. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на основните училишта. Повелете. Јас сум исто. Значи, со одлука на влада, основните училишта се донесе одлука, претходно основните училишта од Министерството за образование добија таблети, негде околу 240 таблети. Сега со одлука на влада се носи одлука нели за престанок и за давање на трајно користење, а ние како општина носиме одлука за прием нели на тие таблети и за давање на користење на основните училишта. Значи, одлуката е за прием за трајно користење на овие движни ствари за потребите на основните училишта, меѓутоа мора тоа да го направи нели општината како основач на основните училишта. Се работи за 240 таблети во сите основни училишта. Благодарам. Прашања? Немаме. Преминуваме на точка број 4. Годишен план за вработување на јавното предпријатие Комуналец Битола за 2023 година. Тука е директорот. Материјалот го имате. Прашања? Директор, имате нешто да ни кажете? Па накратко само, планот за вработување предвидува 79 вработување и 8 пензионирање, истиот е што беше испратен пред неколку месеци. Ако има некои дополнителни прашања, слободно повелете. Повели, Миријана. Предвидувате 79 раковте вработување, 8 по основ на пензионирање. Кога ја носевме годишната програма, предвидувавте 800.000 денари загуба. Мислите дека ќе можете да ги сервисирате овие вработувања? Извинете, 800.000 денари, не ве слушнам? Имавте предвидена загуба во годишната програма. Да. Планирана, предвидена загуба, така тогаш реков. Така. Мислите дека можете дека 71 вработувања во овие 8 по основно пензионирање ќе ги тргнеме да ги сервисирате? Така, овие 79 не значи дека и нема да се сите да се вработат. Овие 8 пензионирања се предвидени, меѓутоа, значи, ова стално секоја година сите знаете како се носи, дека годишниот план за вработување е разликата меѓу фактичката состојба и
да речам полна систематизација, нема, овие сите се пополнат, меѓутоа ќе ги примеме сите што се неопходни за да оптимално тече процесот на работа. Добро. Агенцијски вработени имате? Да. Колку? Момент само. Во моментот 18. 18 вработени преку Агенција за привремени вработувања. Благодарам, директор. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. По основ на пензионирање во 2022 година колку лица се заминати во пензија? Ако имате 2022, да. Во 2022 22 пензионирања се. А вработени имавте во 2022 по однос на пензионирање 22 или помалку е бројот? Не, во текот на 2022 нема ни едно ново вработување во фирмата. Добро, фала. Благодарам, директоре. Некој друг? Павел Илиевски. Моментален број на вкупен број на вработени ме интересира. 262 вработени. А оптималниот број кога се движило предпријатие, знам дека сте нов директор, меѓутоа сигурно ги имаш информациите. А колку било од прилика низ годините, тука се движи 260, 270, Во зависност, еве пример, во 2017 исто имало 262, 2021 имало 294, сега има повторно 262 во моментот. оптималниот број околу агенцијата, 260-70 вработени. грубо, да, тука не. Добро. Фала. Благодарам. Некој друг прашања? Доколку немате, ви благодарам, директоре. Минуваме на следна точка, годишен план за вработување на јавно предпријатие Пазари Битола за 2023 година. Директорот е тука, повелете. Прашања? Вие, директор, имате нешто? Тоа е накратко само, како што знаеме дека овој годишен план е законска обврска на сите јавни предпријатија, па така и на нашето, и токму поради тоа повторно го праќаме на совет, се со цел доколку би добиле согласност да го пратиме и во Министерството, чисто за како и секоја година, така и оваа година да се извршиме нашата законска обврска. И благодарам. Повелете, ако има прашање. Благодарам. Миријана повели. Купно број на вработени 34 имате наведено, така? Да. Агенцијски 8. 8. Во материјалите кои што ни се испратени, нешто разместувања по основ унапредувања, промени и такви работи, немате наведено. Нула ви стои. Да, бидејќи затоа што ова се изготвува планот во тековната година, а иначе во претходниот план кој што исто така беше пратен до советот, кој што мислам дека го имате, таму стојат точните бројки кои што беа во пропишаниот рок, меѓутоа бидејќи не помина, го изработивме наново со нов датум и ова е моменталната фактичка состојба во предпријатието. Добро. Пенсионирање велите нула, така? Едно. Едно? Да. И ми рековте 8 агенции. 8. Во ред, благодарам. Прашања друг некој? Немате. Благодарам, директоре. Годишен план за вработување на ЈПП Битола за 2023 година. Директорот е тука. Повелете. Вака предвидени се 19 нови Ви молам само на микрофон да се снима. Предвидени се 19 нови вработувања и едно пензионирање. Ако нешто конкретно интересира некој, планот е приложен. Павел Илиевски. Колку вработувања биле реализирани во 2022 година? Првото прашање. Во 22 немаше вработувања. Колку е број на вработени немаше во 22 ни едно вработување ново? Не. Нема. Само агенцијски. Агенцијски, добро да вкупен број, Агенцијски 7. 7. Колку е вкупен број на вработување? 50. 50. 50 заклучно со 31.12. А извинете, сега кажавте колку е бројот на предвидени вработувања? 19. На што се должи го токавото зголемувањето и процентот на, извинете, процентот на 50 према 19 е 40%. На што се должи токав голем број на зголемување на вработување во Паркинс? Јас ќе ви кажам, за тоа ќе ви одговорам. Значи станува збор само за едно место испразнето заради одење во пензија, кој што мораме да го пополниме.
Веќе имаме недостаток од вработени наплатувачи, односно контролори за паркирање. Очекуваме да се зголеми бројот на паркинг места, бројот на паркинзи, значи очекуваме. Не значи дека овие ќе се реализират, овие се предвидени за реализација, дали ме разбирате. И обемот на работа на предпријатието, од кога е формирано, за сега, за среќа, расти, така да ни се потребни и нови вработувања. А не значи дека ова бројка ќе реализираме во целост. Станува збор за празни места во систематизацијата. Јас би бил среќен доколку тие вработувања се реализираат и би бил среќен да се зголеми обемот на работа на предпријатието. Вие кажавте дека се очекува зголем обем на работа. Зголемениот обем на работа го очекувате према постоечките паркинг места или сте во комуникација со општината за зголемување на други паркинг места? Второто, за зголемување на нови паркинзи и делот за одбележување на хоризонталната сигнализација очекуваме најавено ние дека ќе имаме многу поголеми површини и ќе ни требаат луѓе. Доколку можете да ме одговорите, би ме интересирало во 2023 година кои се тие површини на кои општина Битола ќе добие нови паркинг места. За сега не можам да ви кажам, пошто тоа е, мислам, само на ниво на разговори. Ќе биде несериозно од моја страна ако ви кажам. Добро, фала. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете Корлевски. Ме интересира по кој основ ги извршите вработувањата агенциски по договор на дело, кога плановите за вработување не поминаа во 2022 година. Значи тие не се на планот на не помина планот за 23-та, а планот за 22-та беше поминат. Тие вработувања се на тој план. Тоа на не знам, вие не бевте тогаш во паркинзи тука. Имаше 37, побарани беа 18 плюс 1 19, исто идентично за 2023 година. Сега говориме за 2023, не говориме за 2024. Значи предходните беа на И предходните и за 2022 и за 2023. Точно имам за сите предпријатија кои колку има, колку има. За едно испразнето пензионирано место побаравте 19. И тоа беше во сите јавни предпријатија. За едно 19, за едно 45, за едно 37. И истото сега повторно идите со истите од 2022 за 2023 година. И велите од 2022 не реализиравме за на неопределено, меѓутоа агенциски 7 без дозвола на Советот. Тоа е прекршување на законот. Без оглед што е агенциски. Ако во 2022 година ги извршивте истите задачи со тие капацитети што ги имате, да не се повторам со колегата, значи вие за 50%, 40-50% ќе зголемите капацитетот на паркинг места во градот, така? До 2023 година? Не ве разбирам сега, се по конкретно прашањето. По конкретно прашањето, дека ако 19 се одобрат, 40%, значи со 40% влегувате за 2023 потреби кои што ќе ви се за паркинг места. Вака. Не се сите за паркинг места, кога видите планот за нови вработувања, ќе видите дека има и празни места што се во актот на систематизација на работни места на ЈПП и ЈЛП. Значи ние мораме да ги вклучиме. Не значи дека сите ќе ги реализираме. Нас ни требаат работници. И тие ќе ги вклучиме. Што значи работници? Контролор на наплата, контролор на рампа, работници за одбележување на хоризонтална сигнализација, значи тие мораме заради зголемениот обем на работа. Не значи дека овие другите ќе се пополнат, но во случај да требат, ние мора да ги планираме и да го доставиме планот. Јас ви зборам за ова година, за претходната не знам како било, ама сигурно бил сличен случајот.
Идентичен. Ние работиме, значи во планот ги имате сите празни места непополнети во систематизацијата, заедно со едно што мораме да го пополниме заради заминување во пензија. И тоа ние мораме да го направиме сега, и не може на секоја седница, ако ни се зголеми бројот на работа, мислам дека е несериозно да ги пуштиме дел од испразнетите места. Ние ги пуштаме сите празни места во актот на систематизација. И И не значи дека ќе ги реализираме сите. Добро. Финансиски ќе го издржите таа импликација? Со агенциските, пошто не знаеме уште колку агенциски, бидејќи агенциски 7, прв пат добивам информација за тоа. Може уште 77 ќе ќе. Реално, очекувано е да го издржиме, зашто ви кажав. Нас ни требаат оние работници што обезбедуваат пари во предпријатието. Нас ние да издаваме паркинг места и да наплаќаме, значи ви кажав, контролор за наплата, контролор за рампа, тие се такви профили што ни се итно потребни некои. Очекаме да помини планот, зашто имаме веќе и недостаток сериозен, некои луѓе одат од еден реон на друг, за да наплатуваат. Наместо секој реон да се има, согласно оптималниот распоред, луѓе. Тие луѓе ни се неопходни и ние мораме да го одржиме, зашто ако има контролор на еден реон, сигурно дека ќе наплаќа. Ако има некој повремено, сигурно дека ќе има злоупотреби. И тие ќе се обезбедат платата задолжително. Исто како и овие што ќе одбележуваат. Очекуваме ние да одбележуваме, но за тоа ќе биде и платено согласно ценовник. Значи тие луѓе ќе мораме да ги издржиме, односно ќе си донесат пари, оправдани се работните места. За овие другите ќе разгледаме доколку има потреба. Што доколку предпријатието излези во минус на завршна сметка? Кој ќе биде одговорен за вработувањата збора? Наредната година. Стам кој ќе биде образложението? Само едни прости примени, кој ќе биде одговорен? Што мислите ние да ги избркаме после? Не. Ние Значи тоа е лошна порака во јавноста, ние Вака, сакаме ве молам, ако може стрикно да се прашувате и да си одговарат. Да не влегвате во Ние не можеме никој да предвиди некои работи. Значи не можеме енергетската криза или короната да ја предвидиме. Се ако е во ред, предпријатието би требало да биде во добра финансиска кондиција. Односно, ви кажав пак, ќе ги вработуваме оние што ни се исклучиво неопходни. А никој не може да предвиди како ќе се движи цената на нафтата или било што друго. Гледате дека услугите на предпријатието не се зголемени одамна и предпријатието до сега функционира. Но зголемениот обем на работа ни налага да примиме и нови вработени. Пред 15 дена побаравме зголемување на цените јавното предпријатие паркинзи. Наместо зголемување, вашиот претходник се пофали со намалување. За да ги зголемите цените. Значи од 30 на 100 денари. Јас побарав. Лично е како интервенција, за да може да издржите. За не биде крива нафтената криза, пошто имате две возила, Пајак и Пасат. И Голф и пикап. 4. 4, супер. 4 возила ги имате. Океј. Енергетската криза не знам како би делувала, небитно. Вака. Пајакот е возило што само си вади пари, односно трошок, другите 3 се возила кои што ни служат за задоволување на потребите, кои што мораме. Јас го спомнав само чисто хипотетички енергетската криза. Дали ме разбирате? Ве разбирам. Ето и за возилата. Никој не може да предвиди, стари се возилата и што се постари тоа ќе бидат зголемени трошоците за нивно одржување. Што не значи дека овие нема да се извадат платата. Ме разбирате? Значи минусот во предпријатието може да дојде од најразлични фактори. Да не се сватиме погрешно. Јас ви гарантирам дека цел план нема да се исполни, односно оние што ни се неопходни дека ќе мораме да ги примиме за да работиме. Она што го кажувате вие, јас сум сообраќајен инженер, паркирањето е како инженерска мерка и репресивна мерка. Сегде во светот. Паркингот треба тебе како индивидуа да те обесхрабри да користиш личен превоз, со тоа ќе се намали и обемот на сообраќај, ќе се намали и загадувањето, како инженерска мерка е репресивна, уште еднаш ќе повторам. Кај нас веројатно
некој мисли дека така треба да биде и ние сме должни да го почитуваме тоа и со ефтин паркинг предпријатието да мора ликвидно да работи. Значи, јас сега не зборувам како инженер, зборувам како директор на предпријатието. Някој напълно кој сообраќајни инженер да го консултирате, ќе ви кажи не поскап, ужасно скап. Ама тоа е дел од еден друг сообраќаен систем, што мора да се надгради. Не може ние само паркингот да го поскапиме, а да не му понудиме алтернативи на граѓаните. И подобар јавен градски превоз и не знам што уште друго алтернативни видови, така да за тоа за цената не можам да ви се мешам. Ви кажав сега со кој ќе разговарам, јас како директор морам да кажам, инаку како инженер напълно ќе го поддржам, фала ви. Апсолутно ви благодарам многу за одговорот. Многу. Искрено. Значеше за колегите да го слушнат и како сообраќајен инженер, и како директор. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Благодарам, директоре. Одиме на следна точка, годишен план за вработување на меѓуопштинско јавно предпријатие Пелалинк Битола за 2023 година. Повелете, директоре. Ви благодарам. По годишен план за вработување имам 16 вработувања, од кои што 14 се шофери, останатите 20 се администрација. Едниот ќе биде раководител на сообраќај, одделение за сообраќај, другиот вработен ќе биде благајник, секретар и архивар. Значи, бројот на вработените шофери е одбран врз основа на бројот на возилата кои што ги поседува предпријатието. Тие мора да бидат вработени на неопределено време спрема законот, а другите 20 вработени ќе бидат преку Агенција за привремени вработување. Благодарам. Прашања? Павел Илиевски. Директоре, претходно дискутиравме дека треба да добиете планот за вработување и одобрувањето од Министерството. Сега знам дека ги добивте. Да. Са очекувам дека ќе вработите луѓе. Ми е мило. Сега кога очекуваме да стартува, дали ќе стартувате со работа 2023 година и ако стартува 2023 кој период би бил некој реален, оптимистички дека ќе почнеме да функционираме? Можам да ви кажам дека бидејќи се работи за меѓуопштинско предпријатие, односно основачи на предпријатието се 3 општини, општина Могила, општина Новац и општина Битола. Шум се добие согласност за вработување на шоферите, ќе преземиме дел од шоферите кои што се на платен список на општините заедно со се возилата и тие ќе се продолжат да возат во нивните општини. Значи, првото вработување и утре, доколку би се одобрила планот за вработување, односно годишниот план за вработување страна на Министерството, можам да почне со вработување и со возење уште следниот ден. А во Битола малце е покарактеристично, бидејќи има склучени договори со превозници. Рокот за престанок на тие договори е јуни, значи 6 месец. Со тоа би требало во општина Битола вработувањата да бидат со почетокот на август или септември за следната година. Изборот на линии кои што треба да ги вози предпријатието, значи првично е предвидено ова предпријатие да врши превоз на учениците, затоа е формирано предпријатието. Гледаме дека секоја година се соочуваме со проблеми, нема превоз на некои линии, остануваат без превозници заради загубите кои што се прават на тие линии, мал број на ученици, мал број на патници. И според тоа цената за превоз на тие ученици од таквите населени места е доста висока. Треба да се размисли дали сакаме да формираме предпријатие, односно да работи предпријатието со добивка и да ги земиме оние линии кои што се доходовни, за кои што имаме на огласите и по неколку понудувачи, и во тој случај предпријатието ќе работи рентабилно со добивка. Меѓутоа, пак ќе не остане проблем со оние населени места во кои што има ученици, кои што повторно ќе останат без превоз и повторно ќе се јави проблемот за нив.
како и во делот на енергетиката што имаме субвенционирање од страна на државата. Ве молам, држете се само на планот за Да, вработување. истото и во Прашањето беше стриктно. Да, значи и овде треба да се изврши субвенционирање од страна на општините за да може да функционира превозот. Значи 2023 година ќе тргнеме, Се надевам дека ќе тргнем, ви кажам дека како помини годишниот план сега, добивам одлуките од трите совети, ги испраќам до Министерството за информатичко општество. Добиваме дозвола и почнуваме со работа. Значи, пак ќе ви кажам дека во општина Новац и во општина Могила можеме уште утре да почнеме со работа, затоа што имаме и шофери, имаме и возила. Разбрав. Покомплексне би тоа заради договорите кои ги имаме. Да. Разбрав, готово. Благодарам. Некој друг прашања? Повелете. Интересира сега веќе за возилата збораме, дали сите возила ги имат потребните лиценци, доколку утре се вработат луѓе, одма да стартуваат возилата, и дали тие претходно беа обезбедени или сега вие од кој сте директор ги имате обезбеден? Ниедно возило нема лиценца и тоа е проблем. Лиценците и дозволите за превоз за општински превоз ги издава општината, а за меѓуопштински превоз ги издава Министерството за транспорт и врски. Значи имаме две возила кои што ги возат меѓуопштински превоз до Могила и до дел од Новаци, а останатите возила ќе возат на териториите на своите општини. Значи повторно ќе кажам, лиценците и дозволите за превоз ги издава самата општина за општински превоз. До сега нема ни лиценци ни дозволи за тие возила, бидејќи за да профункционира, односно да се врши превоз со тие возила, потребно е да се задоволат некои барања спрема законот кои што општините досега не ги имат исполнето. Благодарам. Повелете. Веќе кога сме кај возилата, пред неколку седмици го запрашав градоначалникот дали ќе биде пуштено во функција возилото кое го поседува општината за лица со попреченост. Тој тогаш ми одговори дека треба да се формира меѓуопштинското јавно предпријатие Пелалинк и да се добијат потребните документи, дозволи. Сега, дали во вашето предпријатие предвидено е ова возило да стапи во функција, за да може да има превоз за лицата со попреченост? Да, тоа возило е вземено во планот за работа за оваа година. Не се изработени возна линија и возен ред за тоа возило, бидејќи е за специјална потреба и ќе работи по нарачка, односно спрема потребите на таквите лица кои што имаат потреба од тоа возило. Благодарам. Дали некој друг бара? Павел Карлевски. Почитуван директор, споменавте две работи. Првото, дека имате проблем со договорот за стартување, до кој што трае до јуни месец. И второто, се наслонавте за линиите за ретабилите ретабилни, односно за техничката способност за водење на децата. Ова ќе биде јавно предпријатие само за училишен превоз или јавно предпријатие за сите граѓани? Прво прашање. И второ, доколку имате проблем со тоа што трае договорот до јуни месец, тоа значи дека ќе ги земите само тие линии кои што се потребни за децата, останатите повторно ќе се одат на приватниците, така? Имајќи во предвид капацитетот на предпријатието со возилата со кои што ќе располага, значи дел ќе ги преземе предпријатието, дел ќе ги возат приватните превозници. Доколку имаме капацитети, доколку имаме доволно возила, значи автобуси, можеме да преземеме и другите, пример, градски линии, меѓутоа можеме да го возиме она колку што сме способни да возиме, односно спрема опремата и возилата кои што ги имаме. Со текот на времето ќе ги изголемиме возните линии, ќе ги искористиме возилата и за другите потреби на другото население во другите општини, меѓутоа за почеток почнуваме со превоз на учениците. Значи потребно да се изврши увид на жителите на населените места кои ќе ги офати превозот и бројот на патници кои што ќе ја видат, за да биде колку толку рентабилно превозот. Со колку возила во моментот располагаме? Мислам имате план? Па да ви кажам, Битола има 6 возила и другите имат по 2 возила, по 4 возила. Едното има 4 возила, другото има 3 возила. Новац има 4 возила, Могила има 3 возила.
Сега ќе ги ангажираме и ќе активираме возилата, исто ќе ги регистрираме и ќе ги сервисираме према потребите на општините. Благодарам, директоре. Малце излеговме од темата. Јас имам едно прашање, бидејќи јас бев претходно советник, не знам, не се сеќавам точно, дали може да ми кажете која година е донесена одлука за формирање на предпријатието и дали имате записник од примопредавање со претходниот директор, дали плановите кои сега ги врвиме за вработување, претходниот директор некаде имал аплицирано, имал извадено било каква документација? Имате таква информација? И дали имате записник од примопредавање што се изработило претходно, а што сега? Можам да ви одговорам одма на второто прашање. Значи, претходниот директор воопшто не презел никакви активности за профункционирање на предпријатието. А може да ме подсетите која година е донесена одлуката? Јас мислам дека 2018 беше, ама не знам точно, не можам во моментот да ви кажам. 2021? Тогаш е назначен претходниот директор, така? Тогаш. Во април 2021, мислам, меѓутоа не сум точно сигурен. Добро. Фала ви, не знаев, искрено да ви кажем, не го знаев тој податок. Значи, на второто прашање одговорам, претходниот директор воопшто ништо не профункционирал, ништо не проработил, ништо не изработил за време на неговиот мандат. Извршивме примопредавање само на печатите на предпријатието и на завршената сметка од претходната година, ништо друго. Добро, ви благодарам. Сите документи дополнителни ги изработив во овој период од кога сум назначен. Ви благодарам. Друг некој прашање? Од кога сте назначен за директор? Од август, 8 месец. Благодарам. Следна точка. Измена на годишен план за вработување на дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2023 година. Директор, ке повелете. Почитувана председателке, почитувани присутни. Значи, измената на годишниот план за вработување се однесува на работни места кои што се појавиле како потреба да влезат во измената после донесување на првичниот план за вработување. Значи, се однесува за 3 места. Значи, главна медицинска сестра, готвач 2 и медицинска сестра. Овие работни места се по основ на отказ. И сметавме дека треба да ги вметнеме во измената на годишниот план за вработување, за да можеме да ги задржиме се со обезбедени финансиски средства, така да се пополни бројот. Благодарам. Прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи и монтажни работи изготвени по програмата на општина Битола за 2022 и 2023 година на јавното комунално предпријатие Водовод Битола. Повелете. Добар ден на сите. Благодарам за зборот. Почитувани, јавното комунално предпријатие Водовод врз основа на изготвениот ценовник за изведување на градежни работи и монтажни работи изготвен по програма на општина Битола од 23.9. Го предлагаме до Советот на општина Битола да биде прифатен и да биде изгласан и да биде секако разгледан. Сметам дека ви пристигнаа материјалите. После направените јавни набавки, односно после набавките кои што се случија, увидовме дека има можност да во интерес на општината и во интерес на граѓаните одредени цени кои што при самата јавна набавка беа пониски, можеме да во интерес на граѓаните да извршиме одредени промени. Затоа задолжена е комисијата која што претходно го формираше претходниот записник, односно луѓето кои што се вработени во Водовод долги години, инженери, градежни и машински инженери, видовме дека може да се случи намалување во еден дел, со тоа што тоа би било во интерес и на граѓаните, но и на општина Битола. Значи, овој ценовник е само за услугите кои што ги извршуваме за општина Битола. Ви благодарам. Прашања? Доколку никој нема прашање, благодарам за присуството. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на извештајот
на комисиите за попис на основните средства на Мајски цвет Битола за 2021 и 2022 година, констатиран и предложен за расход. Представник, повелете. Да, представник сум јас, советник сметководител. Во врска со извештаите што ми беа предадени после извршениот попис до 31.12. што требаше законски да биде направен, имаме и представник од пописната комисија. Констатиран е расход на основни средства заради, знаете, употребата, мислам, душеци, фрижидери, работи што се веќе амортизирани, веќе расходовани, мора да ги отстраниме од објектите и тие се предложени за расход. Набавена е нова сушална залишта, со тоа што старата сушална залишта, значи да не, ако сакате подетално за секоја. Јас не, доколку сака некој да ги слушни, да не ве малтретираме. Предходно бевме, значи, сконтактиравме некои сервисери или направивме напори за да бидат поправени некои креветчина се, меѓутоа тие се премногу амортизирани, мора да се отстранат од објектите, дури некои веќе и ни сметат, ни земат место и пример комбето што е во градинката Пролет паркирано, ни го узурпира просторот и мора да биде отстрането. Значи, затоа се предложени за расход од пописна комисија, се покриени со извештаи и со записници. Мислам дека ги имаме материјалите, да, нема потреба од материјалите, дополнително. доколку има некој прашање конкретно за било што. Прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Ви благодарам и вас. Одлука за давање согласност на одлуката за донесување на правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Естреја, Владија, Мара, Битола. Повелете. Да. Значи станува збор за измена на правилник за систематизација на работни места на трајно испразнети работни места по основ на смрт, пензионирање, семејна пензија, старосна пензија и отказ. Станува збор за 7 негователи и 1 воспитувач. Ако досега правевме промена од приправници на воспитувачи, сега се тие трајно испразнети и како што ги викаме ние чисти воспитувачи и негователи, ги менуваме на приправници, негователи и воспитувачи. Тоа се 7 негователи и 1 воспитувач. Исто така правиме промена на работно место стоматолог во педагог, бидејќи сме установа од голем обем. Искрено во моментот имаме само 3 зручни работници, психолог, логопед и музички педагог. Ако имате прашања, не менуваме, не зголемуваме број на работни места во систематизација, туку само ги менуваме од воспитувачи негователи на приправници воспитувачи негователи. Прашања? Повели. Јас сакам да прашам, не знам дали добро слушнав, стоматолог во? Стоматолог во Градинка. Тоа сега имавме единствена установа која имаше стоматолог. Да. Меѓутоа, истиот немаше статус на матичен стоматолог и па смееше да изврши поправка на зъби. Единствено превентива. Искрено да ви кажам, ние по програмата за Министерството... И сега се трансформира во стоматолог во педагог. Благодарам. Да. Благодарам. Прашања? Нема, ви благодарам на присуството. Преминуваме на следна точка, иницијатива за решавање на проблемот со бездомни куќиња скитници во општина Битола. Представник од општина имаме, повелете. Добар ден. Значи, сите сме запознаени дека општина Битола се соочува со страшен проблем со куќињата бездомници. Еве веќе подолго време правиме обиди да се справиме со истото. Меѓутоа, има одреден успех, ни е потребно поддршка од советниците, односно од Советот, согласно изјавата на премиерот дека ќе се обезбедуваат финансиски средства за локална самоуправа, да направиме еден обид, да добиеме дел од тие средства, за да можеме подетално да се справиме со овој проблем. Имено, станува збор, општина Битола веќе направи една адаптација на дел од земјоделското училиште, каде што се обезбеди како простор, каде што ќе бидат сместувани дел од куќињата бездомници. Меѓутоа, ние сме уште еден чекор понатаму, каде што
продолжуваме да се обезбеди и проектната документација, која што е веќе во завршна фаза пред одобрување. Тука ќе ни треба, ако може, да се обезбедат дополнителни финансиски средства за дореализирање на проектите, со што би можеле да се справиме со конкретниот проблем, со што би го решиле проблемот на граѓаните на општина Битола. Благодарам. Прашања? Да. Намерата и конкретноста која е? Согласно изјавата дека ќе се доделуваат Ќе бараме средства, пари, ќе бараме финансиски средства за да можеме да го решиме овој проблем. Меѓутоа треба како иницијатива да го одобриме за да можеме да пристапиме кон изработка на одлуката која што ќе мора соодветно да ја срочиме како иницијатива и да ја аплицираме во системот на е-влада. Ќе мора да ги запазиме сите законски рамки за да ги изодиме сите чекори на соодветно аплицирање на барањето. Има таков повик, не бидејќи не сум информиран. Има таков повик? Има. Значи дел од општините, од локалните самоуправи на ниво на Република Македонија веќе успеа да ги реализираат нивните барања, па зошто да не биде и општина Битола да го решиме веќе еднаш проблемот. Колку пари ќе бараме? Имаме представа, имаме нешто? Во моментот сме во изработка на тие проектни документации, се прават предмер пресметки, така да тоа дополнително ќе биде елаборирано. Добро. Значи дополнително ќе имаме некои други одлуки кои треба да ги носиме. Да. Пред да се пушти то финалното. Ова е само иницијатива за да се започни. Ова е првиот чекор. Имаме уште многу чекори за одење. Имаме финалниот документ, ќе не го дойсите тука. Да, да го изгласаме, да го пуштиме. Да. Како одлука ќе мора да помини секако ни советот. Значи вака, ова иницијатива е иницијатива на градоначалникот? Да. Значи јас колку што разбрав, се работи за средства кои не се само за инфраструктура. Така? Не. Бидејќи како што видовме, ние веќе имаме проектна документација, имаме обезбедени средства за адаптација. Меѓутоа се работи за континуирано функционирање понатамошно. Дали имаме некаква информација во Вардарскиот регион, ќе оди регионално. Дали имаме некаква информација, дали има добиено било каква поддршка од владата во тој дел? Не знаеме само дека општина Кавадарци веќе успеа да го реализира. Да, ама по пат на регионален. Да. Да, не само општина Кавадарци, туку е регионален. Велес, Кавадарци, сите се заедно. Тоа ме интересираше, ако може да ни кажете до седница некаква информација, дали владата помогнала во било кој регион за функционирање. Во ред ќе имате. Благодарам. Прашања други? Доколку немате, кажи ми, Стефи, како гласеше таа точката што беше плюс? Дај, напиши ми ја за да ја гласаме. Дали може да поминиме на гласање? Добро. Добро. Точка број 1. Одлука за проширување на средства на буџетот на општина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 2. Правилник за искористување на средства од програмата за социјална заштита на општина Битола во делот на инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Број 3. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на основните училишта. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 4. Годишен план за вработување на ЈП Комуналец Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани, 2. Годишен план за вработување на ЈП Пазари Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани, 1. Годишен план за вработување... 1 или 2? Не, за Пазари е. Да. Годишен план за вработување на ЈПП ЈЛП Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против нема, воздржани 1. Годишен план за вработување на меѓуопштинско јавно предпријатие Пела Линк Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за.
Измена на годишен план за вработување на дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2023 година, кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Решение за давање согласност на одлука за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи и монтажни работи, изготвени по програмата на општина Битола за 2022 и 2023 година на Водовод Битола, кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. 10. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на извештајот на комисиите за попис на основните средства на Мајски цвет Битола за 2021 и 2022 година, констатиран и предложен за расход, кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Одлука за давање согласност на одлуката за донесување на правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места Естрија Овадија Мара Битола, кој е за, ве молам да крени рака. 4 за, 1 воздржан. 12. Иницијатива за решавање на проблемот со бездомните куќиња скитници во општина Битола, кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. 14. Измена и дополнување на програмата за јавни дејности. Тоа беше ова со Благица што беше, кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Со тоа ги завршивме точките. Ви благодарам за присуството.